Прв патник на обновената авионска линија Скопје-Атина ќе биде вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, кој во грчката престолнина ќе се сретне со колегата Георг Катругалос, кој настапува и во улогата на алтернативен грчки министер за надворешни работи. Поводот за средбата е токму новата авионска линија и ова според Османи ги покажува новите односи меѓу Македонија и Грција. Потврдување на преспанскиот договор во Македонија има веќе нормален тек, дури сметам и поширока поддршка, но и во Грција воопшто не е загрозен тој процес и покрај различните дневни политички турбуленции, така да сметам дека утре уште еднаш ќе си даваме добри вести едни на други дека овој пат е веќе неповратен и дека Република Македонија и Република Грција стануваат стратешки партнери и со тоа регионот добива две држави со силни и блиски релации кои што ќе рефлектираат на целокупната ситуација во регионот. Инаку првата средба на заедничкиот интердисциплинарен комитет на експерти што го формираа Македонија и Грција како обврска од договорот од Преспа треба да се случи на крајот на оваа недела во Солун. Во интервју за МИА вели амбасадорот Виктор Габер, кој го предводи македонскиот тим. Предвидено е комитетот да ги проучи учебниците кај двете страни, а ќе дефинира и една година од потпишувањето на договорот да не се користи ниту еден учебник или помошен материјал кој содржи каков било иридентизам. Габер појаснува дека станува збор за обемен материјал од грчки и македонски учебници, кои треба да се прегледаат во насока на промена на начинот на гледање на историјата кај новите генерации, за да не бидат обседнати од атавизми, стереотипни гледања на историските настани, да се избегне анимозитет. Точно е дека имало и тешки и болни моменти во историјата, но тие не смеат да бидат пречка за да одиме напред, туку мораме да ги објасниме и на новите генерации да им бидат достапни на начин што нема да предизвикува нови болни моменти. Во интервју за Инбокс 7, холандскиот амбасадор во земјава Ваутер Пломп вели дека е свесен дека прифаќањето на договорот од Преспа не е лесна задача, како што и неговото склучување не беше лесно, ниту за македонската, ниту за грчката влада. Но на крајот од денот мислам дека се работи за фер компромис и треба да мислиме на придобивките што тој ќе ги донесе, вели Пломп.